Благодарам. Значи пак вие си ставивте ваши зборови во уста, ама добро. Јас вака, вие знаете, девојчето го знаете што е дало изјавата. И па како тоа знаете во каде растело? Може би не учела во Македонија, може би сега дошла. Не, како можете вие да карактеризирате дека никој бил под влијание на никаков систем? Не знаете ни како се вика девојчето, може би учела во никај. Девојчето дало изјава во името на сите. Буквално во името на сите, тоа е текстот, во името на сите. Станала и одржала говор во името на сите средношколци од тоа училиште. И сега вие кажувате дека тоа растело и било под влијание на одреден систем во кој што немало концепција. Прво, немате право да кажувате тоа девојче под чии систем е и влијание или не. Мислам, тоа апсурдно е тоа да се каже. Второ, почитувана колешке, почитувана председателка на Комисијата за образование и наука и спорт, ова се последици од она што ние пред 2 години го зборевме. И ова е последица од тоа што ние 1 година баравме информација. И еве повторно гледаме дека е потребна таа информација, бидејќи очигледно концепцијата не донесе ништо добро. Тоа веќе сите го знаеме, почнувајќи од учебниците од 8 оделение, од осмолитката, извинете, кои што предизвикаа хаос минатата недела во општеството, во цела држава, завршувајќи до овој допис од средношколци матуранти на кои што им е преку глава да живеат во несистем. Самите го кажуваат. Ајде тогаш да покренеме надзорна расправа за како тоа се имплементираше концепцијата на Мила Царовска во образовниот систем во Република Македонија, поточно во осмолетка, во основно образование. Ајде, еве, ако не се согласувате за информација, дајте тогаш да иницираме надзорна расправа, па нека дојдат и заменикот министер, и министерот, и директорот за Биро за развој на образование, и авторите на дискутабилните учебници и наставни содржини, па да направиме една надзорна расправа, јас сум прва за тоа, па да ги седнеме тука на една магарешка клупа и да ги прашаме што направија со децата, со младите, со образованието, бидејќи истиот овој став ќе ви го кажа и некое дете од 9-то оделение. Истиот став ќе ви го кажа како што го кажало девојчето од 4-та година средно. Не ве разбирам. Ова девојче 4-та година средно учело 3 години веќе, односно колку е на власт оваа влада? 7 години. И после 7 години таа вели ние учиме во несистем. Дали тоа се однесува на основно или средно образование? Тоа е образование. И ако ние при свеста што ја имаме како педагози и знаеме што е, колку е важно образованието и воспитно образовниот систем и процес, ако ние не смогнеме тука сила, знаејќи ги нашите ингеренции како пратеници, да влијаеме за добро на иднината, на младината и на нашите деца, јас повторно ќе речам да се спакуваме, да си дадеме оставка од нашите мандати и да си одиме сите по дома. Ако ние немаме моќ, па кој има тогаш моќ? Каква е оваа контролна функција на собранието, ако ние немаме моќ да смениме ништо? Јас навистина не ве разбирам. И ова вие што го кажувате, не де Боже младите да го слушнат. Тек тогаш ќе се разочарат и ќе речат ова нема ни систем, ни ред, ни поредок, ни ништо. Барам, еве, не информација, надзорна расправа. Надзорна мора да имаме, бидејќи овој проблем станува се поголем и се поголем, на крај ќе ни пукне како балон пред сите. Кога ќе ги видиме децата на улица или кога ќе ги видиме децата со никакво образование. Срамота е да се оградуваме од нешто што ни е единствена цел, да видиме како се имплементираат законите кои што ние ги носиме. Тоа е наша задача, тоа не е ничија друга задача. Ве молам, ставете на дневен ред организација на надзорна расправа или информација по повод имплементацијата за концепцијата за образование. Благодарам. Ќе ве цитирам